Здраво, добродојавте уште едно видео, каде што видео ќе ги разгледаме општите својства на ефекторните клетки. Односно ќе ги разгледаме разликите на ефекторни наспрема наивните клетки во однос на активирањето, во однос на адхезионите молекули и на ефекторните молекули кои ги создаваат. И ќе започнеме првично со активирањето. Знаеме дека за една наивна Т-клетка да биде активирана, така да речеме дека ова е една наивна Т-клетка, таа треба да добие сигнал преку Т-клеточниот рецептор. Она си има, значи, соодветен Т-клеточен рецептор, кој тој Т-клеточен рецептор треба да дојде во интеракција со пептид кој е презентиран на МХЦ молекула и тоа ќе биде првиот сигнал. Но треба барем два сигнала со цел да се активираше оваа Т-клетка и вториот сигнал се добиваше преку костимулаторни молекули како CD28, така кој влегуваше во интеракција со B7, кој најчесто беше презентиран на дендридична клетка, веќе дендридични клетки се најдобри антиген презентирачки клетки. И ова нели ќе биде на некој си начин вториот сигнал. И ова се ќе овозможи да оваа клетка се активира, понатаму нели ќе пролиферира и понатаму ќе се и диференцира. Нормално ќе добие поларизирачки цитокини. Сега, ова е за наивна Т-клетка. Ќе ја бележиме со протокола боја. Наивна Т-клетка, каде што сигналот од Т-клеточниот рецептор и сигналот од костимулаторните молекули треба да е прилично интензивен. Додека ефекторните и мемориските Т-клетки можат да бидат активирани само со посредство, односно со добивање на сигнал од Т-клеточниот рецептор. Односно, дека само ќе ближиме еден Т-клеточен рецептор и само преку добивање на сигнал од Т-клеточниот рецептор ова ќе биде доволно за ова да се активира и да пролиферира. Инаку подсетување овие ефекторната и мемориската доаѓаат од наивната, така? Значи они доаѓаат од наивната од која она ќе се диференцира и ќе се добие соодветна ефекторна основа мемориска, зависно дали е CD8 или CD4. Но битното е да овие ефектори или мемориски може да се активираат само со сигнали добиени од Т-клеточниот рецептор. За најголем дел. Иако некогаш е потребно да се добие сигнал од костимулаторни молекули, но интензитетот на тој сигнал е многу помал. Така, значи понизок интензитет на сигнал. Така, значи сигналите кои се потребни за да оваа клетка се активира и понатаму да пролиферира се многу пониски. Така, значи многу полесно да може тоа да го направи. Сега, одговорот зошто е ова вака не е сосема чист, но е приметено дека има една молекула која се нарекува CD45 и ќе ја бележам со розова боја, која се наоѓа близу Т-клеточниот рецептор, значи дека вака ја бележам. Значи ова е молекула, така на страна ќе бележиме CD45, каде што приметиле дека ефекторните, односно мемориските, наспрема наивните имаат различни изоформи. Наивната Т-клетка има изоформа наречена CD45RA, додека ефекторната основа мемориската имаат CD45RO изоформа. Сега, оваа CD45 е всушност тирозинска фосфатаза. Значи не е киназа, него е фосфатаза. Што значи тоа? Тоа значи дека отстранува фосфори. Значи отстранува фосфор. И она се наоѓа кај ефекторните основно мемориските клетки поблизу до Т-клеточниот рецептор, односно поблизу до корецепторните молекули. Нели дека имаме корецепторна молекула која може да е CD4 или CD8. И што прави? Оваа тирозинска фосфатаза отстранува фосфори и тие фосфори ги отстранува од тирозинските кинази. Значи тирозинските кинази, кои беа, например, ЛЦК, тирозинската киназа, на нези има прикачен фосфор кој не ја дозволува да си ја врши својата киназна активност. Од кој ќе биде отстранет овој фосфор, од страна на тирозинската фосфатаза, оваа киназа сега може да врши фосфорилација на други молекули. И ова беше потребна. Значи, тирозинската фосфатаза кај ефекторните молекули е поблизу до овие ЛЦК молекули, така што многу полесно може да го отстрани фосфорот од ЛЦК, па ЛЦК понатаму да врши фосфорилација. Зашто ова е киназа
која сака да дава фосфори, а оваа тирозинска фосфатаза ги вади фосфорите. Значи CD45 го трга фосфорот од ЛЦК и ЛЦК понатаму може да се активира. И тоа се смета дека општиот принцип. Значи овие имаат CD45 RA, другите RO. Мемориските е приметено дека ги имаат и двете изоформи, значи меморискава ги има и двете, додека ефекторните главно имаат RO изоформа. Значи овие се различни изоформи. И тоа е главниот принцип на кој се смета дека зошто полесно ефекторните се активираат. Втората разлика е во адхезивните молекули кои се на наивните наспрема ефекторните клетки. И двете клетки имаат адхезивни молекули кои учествуваат во формирање на имуната синапса. И една од тие молекули е CD2 молекулата, додека другата е LFA KETS. Ќе бележиме тука и тука ќе ставиме една. Значи ова е LFA KETS. Количеството на вакви адхезивни молекули на ефекторната клетка е многу поголемо наспрема наивната. Значи има 4 пати поголемо количество наспрема наивната Т клетка. И овие се врзуваа соодветно со LFA3 и ICAM. Така, значи тука имаше молекули кои се како ICAM и LFA3, со кои се врзуваа, нели, соодветно. И сега овие кои што реков беа потребни за формирање на имуната синапса, и поради тоа што ефекторната има многу повеќе вакви, кога ќе се впостави контакт, така помеѓу Т-клеточниот рецептор и соодветниот МХЦ со пептид. Така, значи тука има МХЦ молекули каде што го имаат соодветниот пептид. Формирањето имуната синапса е многу полесно и контактот е многу постабилен, што овозможува подобро пораќање на сигнали. Иначе првично ги нема во некоја си голема количина овие адхезивни молекули. Првично од кога ќе дојде во контакт Т-клеточниот рецептор, праќа сигнал да се зголеми создавањето на овие адхезивни молекули со цел да се подобри имуната синапса. Но кај ефекторните клетки од старт имаат повеќе, така што имуната синапса од старт е подобра. И како за крај ги имаме разликите во ефекторните молекули кои се прикажуваат или на мембраната или пак се излачени во околната средина. Значи овие ефекторни молекули ги немаме кај наивните, али ги имаме кај ефекторните Т клетки. И вакви се, например, FAS-L лигандот, кој се наоѓа на Т-цитотоксик. Значи FAS-L, односно тој лиганд за FAS, и ова беше потребно за апоптоза на клетките, кој зборевме во тоа видео. Например, го имаме TNF-бета на T-helper 1, T-helper KETS, че имаме TNF-бета, или пак CD40 или CD40L на T-helper 2. Така, значи, ако тука ќе облежиме, значи CD40L. Исто така има и различни растворливи молекули, односно растворливи ефекторни молекули кои се лачат. Т-цитотоксик, например, лачат перфорини и гранензими. Ки бележиме со некоја си ваква боја. Че лачат перфорин и гранензим. Перфорин и гранензим. Кои ќе бидат многу битни при процесот на апоптоза и воопшто за нивната ефекторна улога која ќе разгледаме понатаму. Исто така и овие другиве T-helper 1 и T-helper 2 лачат огромен број на други цитокини. Така, кои само ќе ставаме на табела и ќе ги разгледаме. Но имаат многу цитокини кои може да ги излачат, кои наивните клетки не можат да ги лачат. Значи овде имаме табели кои што ни го сумираат тоа што го споредавме, значи споредно помеѓу наивни ефекторните клетки, костимулаторни сигнали, кај наивни потребни се, дека не се потребни, овие имаат ERA45, овие имаат ERO, адхезивни молекули ниско, високо количество и овие trafficking patterns, тоа не ни е битно. Еве кои ги имаат овие, например, TH2 имаат CD40 лиганд, Т-цитотоксик имаат FAS-L лиганд, Т-helper 1 имаат TNF-бета и за растворливи молекули овие се цитокините кои ги лачат. Перфорин и гранензими, овие интерферон, TNF-бета. Овдека исто имаме нешто слично, само што ни е ставено и механизмот на убивање кој ќе го вршат кај НК клетки и кај НК Т клетки.
И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека дочивте што ново, беше едно така кратко видео. И ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе ги разгледаме тецито токсик во многу поголеми детали. Довидување.